Основното училиште Христијан Карпош е партнер во двегодишен Еразмус проект насловен Дигитализација и инклузивно образование никој да не заостане во дигиталната ера, заедно со две невладини здруженија од Скопје и од Сараево и универзитети кои што се занимаваат со специјално образование и инклузивно образование, два од Австрија и од Италија. Според локалниот координатор на проектот и наставник по англиски јазик Милица Тимчевска, станува збор за проект наменет за соработки во полето на иновациите и размена на добри практики, а целта е да се унапредат дигиталните вештини на наставниците при работа со учениците со и без попреченост. Со цел да ги промовираме продуктите од проектот, а тоа се масовниот онлайн отворен курс за наставници за унапредување на дигитални вештини во образованието и да промовираме две чек-листи кои се однесуваат на унапредување на вештините на наставниците при избор на соодветна дигитална алатка за работа со ученици со попреченост, како и за адаптирање на средината за учење и поучување при работа со ученици во една инклузивна средина. На самиот почеток се спроведе селфи студија на територијата на нашата држава и во основните училишта на партнер државите, врз основа на кои се дојде до сознание какви се потребите на наставниците и каква е состојбата со дигиталните вештини на наставниците во првенствено основните училишта, врз основа на што се креираше онлайн обука за наставниците и се создадоа, се изработија чек-листите, а паралелно со целокупниот процес, секоја од партнер државите работеше на студии на случај кои што се поврзани со процесите на дигитализација и инклузија во државата. Според председателката на партнер здруженијето Образование за сите од Скопје Розита Петринска-Лабудовиќ, проектот произлегол од потребата која се јавила за време на ковид пандемијата, која представуваше предизвик за целото општество, при што решиле да одговорат на потребите на образованието. Ние знаеме дека секој ученик на свој начин доаѓа до образованието и секој има своји различни потреби и веруваме дека дигиталните алатки можат во голема мера да го подобрат и квалитетот на образованието и пристапот до образованието и воопшто до образовните алатки. Можеме да се пофалиме со еден масивен онлайн отворен курс во кој е наменет за наставниците од основните училишта во сите наши земји, бидејќи е преведен на сите јазици на партнерите кои учествуваа во овој проект. И во самиот курс е направен така да секој наставник може во своето слободно време да избере во било кое време и сам да си го заврши курсот, на крајот добива сертификат. Целиот курс е поделен на 5 теми, како што ќе може да видите подоцна. Се работи и за универзалниот дизајн за учење, се работи и за асистивните технологии, и за дигитални алатки кои може да се применат во образованието. Проектот завршува на крајот на месец мај, а студиите на случај ќе бидат представени при крајот на месец август на реномирана конференција за образовни иновации на Универзитетот во Глазгов, Шкотска, посочува Тимчевска.